Главниот град под безбедносна блокада поради Советот на ОПСЕ. Затворен за возила ќе биде булеварот Илинден, и тоа од крстосницата со Љубљанска кај Сити Мол се до Влада, како и од крстосницата на булеварот Партизански одреди со 8 септември кај бензиската, па се до кружниот тек на улицата Скупи кај болницата Систина. Ова значи дека возачите кои гравитираат во овој дел на градот ќе имаат две опции за слободно движење преку улицата Скупи и Пластичарска кон Качанички пат и тамошната индустријска зона. Засега нема најави за блокирање на улиците во останатиот дел од градот, како и насоките кон меѓународниот аеродром. Празната крстосница зад мене е резултат на работата на единицата за безбедност при сообраќајот кои спроведуваат генерална проба во пресрет на Министерскиот самит на ОПСЕ. Но и нивните колеги од безбедносните институции кои што не можеме да ги видиме по улиците, исто така имаат многу работа, имајќи предвид дека Македонија е домаќин на безбедносен самит во време на војни. Што се однесува до автобускиот превоз, од јавното сообраќајно предпријатие информираат дека изменет сообраќајен режим ќе имаат автобуските линии 7, 8, 15, 15А, 18, 19, 21А, 26, 29, 59 и 118. Седмица и 15 наместо по Илинденска ќе се движат по Партизанска, седмица 15, 19, 26, 29 и 59 наместо на крајните постојки во Карпош ќе продолжат по улицата Никола Парапунов кај Стара телевизија, па преку Љубљанска ќе се вратат на Партизанска, додека пак 18, 21А и 118 со целосно изменета рута. По Битпазар ќе продолжуваат кон булеварот Никола Карев, позната како Пластичарска, кон Визбегово. Во среда автобусите ќе се обраќаат по вообичаен зимен возен ред, додека пак во четврток ќе возат според саботен возен ред. Од МВР велат дека биле максимално подготвени да ја гарантираат безбедноста на сите делегации, како и да го обезбедат нормалното функционирање на сообраќајот во главниот град. Се што е потребно логистички обезбедено, сите лица кои што учествуваат од страна на МВР им се направени посебни обуки за да се приспособат на овој настан и на потребите на настанот кој ќе се реализира според изработениот план. Од Министерството за одбрана пак Залфа велат дека за Советот на ОПСЕ ќе се ангажира и армијата. Согласно поборувањето од МВР за поддршка, ангажирани се околу 300 припадници на армијата кои ќе бидат во асистенција на МВР како дел од безбедносните протоколи на различни позиции. Скопје ќе биде домаќин на околу 70 делегации, односно околу 1000 дипломати и високи меѓународни представници.